На младите им припаѓа иднината и само сплотени побрзо ќе чекориме напред кон поубава и посреќна иднина. Единството и меѓусебното другарување, помагање и почитување беше основна цел на денешната заедничка средба на Унијата на млади сили при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Тетово и на Социјалдемократската младина на СДСМ, иницирана од неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф, реализирана во просториите и во дворот на манастирскиот комплекс Свети Атанаси и Света Богородица во Лешок. Оваа прва заедничка средба од ваков вид најде силна поддршка кај младите од двете политички партии кои активно учествуваа, давајќи личен и конкретен придонес во незината успешност. Сите беа единствени во оценката дека кој, ако не младите, без оглед на партиската припадност, треба да ги негуваат, покажуваат и докажуваат определбите за сплотеност и за единство, само така ќе придонесат за побрзо чекорење напред. Низ учеството во реализирањето на програмата на заедничката средба, младите му искажаа посебна благодарност за оваа убава иницијатива на митрополитот господин Јосиф. Во Светото писмо се вели колку е убаво и колку е мило кога браќата живеат заедно. Јас цврсто верувам дека овие млади луѓе секога заедно ќе работат за доброто на нашата татковина, нашата света црква. Овие акции понатаму ќе продолжат. Ова свето место, токму пораката од овој манастир, така да го кажам, маченик на нашата епархија, секогаш ќе обединува и секогаш ќе биде од полза на нашата света црква и на нашата татковина. Им благодарам што се одзваа на нашата покана од Унијата на млади сили и на ВМРО и на СДСМ за оваа добротворна акција, каде што секогаш ќе сееме мир и љубов меѓу нашиот народ. Оваа заедничка средба имаше и работен карактер и сите присутни изведоа заедничка работна акција околу хортикултурното уредување на источниот дел од дворот на манастирскиот комплекс, меѓу конакот и придружниот стар објект чија санација е во завршна фаза. Беа насадени стотина иглолисни дрвја и други украсни растенија кои ќе ја символизираат успешноста на оваа заедничка работна акција со која беше даден нов и дополнителен придонес во разубавувањето на ионака убавото древно манастирско светилиште во живописното подножје на Шарпланина. Оваа заедничка средба и работна акција ќе ни остане во длабоко и трајно сеќавање и овие садници нас и идните генерации ќе не подсетуваат на нашата сплотеност. Овој наш убав заеднички пример да се надеваме дека ќе биде негуван и проследен и во иднина, изјавија момчињата и девојките непосредно по садењето на украсните зимзелени и други растенија. Многу сме среќни и радосни што сите заедно денес дадовме личен и конкретен придонес низ оваа работна акција, која ќе остави длабоки траги во монолитноста на присутните и наша желба е неа да ја проследат и возрастните. Со такви и слични реченици ги започнаа своите изјави председателите на Унијата на млади сили при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Славчо Србиновски и на Социјалдемократската младина на СДСМ Дарио Сотировски. Најпрво би сакал да му се заблагодарам на владиката кој денес не покани тука заедно со младината на Социјалдемократскиот сојуз да посадиме неколку дрвца. Се надевам дека во иднина ќе продолжи оваа наша соработка. Денес сме тука да посадиме дрвца во пресред на предизборната кампања, се со цел да имаме фер и демократска атмосфера се до денот на изборите, а и нормално во изборниот процес. Ете ваква треба биде младината, заедно, сложна, обединета, единствена. Само вака можеме да допринесеме многу повеќе и за нашиот град и за нашата држава. Ја користам приликата да се заблагодарам на нашиот владика. Исклучителна можност заедно да се зближиме во нашите ставови. Денес го засадивме дрвото. Во наредниот период нека пушти длабоки корења на соработка. Ја гледам младината заедно во длабока соработка, искрена, како терен за соработка и на старите во нашите редови. Мислам дека ние младите треба да го изготвиме тој терен за општа соработка меѓу сите. И уште еден апел во екот на предизборната кампања до сите младинци кои се активни, својот политички опонент да не го гледаат како непријател, туку како неистомисленик,
а кога ќе заврши кампањата, како и додека трае, си да бидеме пријатели другари. Успешноста и целосно реализираната програма беше најубавиот и основен белег на оваа заедничка средба, низ која за цело време беше впечатлива сплотеноста и цврстото единство на сите присутни без оглед на возраста и партиската припадност.